Изборите за новите европски парламентарци и локалните, кои се одржаа во мај годинава, го наговестија она што беше очекувано. Киријакос Мицотакис од прв опозиционер по вчерашните парламентарни избори стана новиот кормилар на грчката политика. Запознавачите на состојбите во Грција и односот на Атина со Скопје, ваквиот резултат воопшто не е изненадување, но дискутабилно е колку преспанскиот договор е политичкиот данок за довчерашниот премиер Алексис Ципрас. Долгогодишната новинарка која ги следи соседските политики, Жана Поповска-Божиновска, за 1TV, вели економијата е првата причина за падот на Ципрас, а меѓу нив неостварените политики за мерките за штедење и приватизацијата на капиталните објекти. Па мислам дека преспанскиот договор и не е главната причина за падот на Ципрас. Ако ги гледаме вака 3 или 5 точки, ако се тие 3 точки, тогаш преспанскиот договор е третата, последната точка како причина за падот на Ципрас. Имаше многу поголеми проблеми, економијата, луѓето не му веруваа веќе. Само ако зборувате со грци, сите ќе ви кажат дека не гласаат за него бидејќи ги излажал. Преспанскиот договор има влијание, сигурно, ама не е решавачки. Меѓутоа, главното прашање кое се поставува во Македонија е дали промената на власта во Грција може да представува блокада на евроинтегративниот пат на нашата држава, ако се земе предвид дека преспанскиот договор беше алатка за Мицотакис да го критикува Ципрас. Јас лично не верувам дека ќе се смени, бидејќи ако ја следевме кампањата на Нова демократија и на Мицотакис, ако на почетокот на кампањата се споменуваше преспанскиот договор, се критикуваше, се ветуваше нешто друго, некаква промена, предоговарање на некои делови од договорот, како одеше кампањата при крај, пред изборите, оваа реторика спласна. И никогаш Мицотакис не рече дека ќе го поништи преспанскиот договор. Напротив, значи самиот кажа, дури и после ратификацијата, дека ако некој меѓународен договор е ратификуван, многу тешко ќе биде еднострано да се откажат од тој договор. Со сличен став е и професорот и дипломат Денко Малески, кој во изјава за порталот Фактор тврди дека главната рамка на договорот е толку цврста да не може да биде изместена од новите луѓе во Атина. Токму поддршката од западните земји за договорот, вели Малески, нема да му дозволат на Мицотакис да го загуби угледот. Германија, како една од земјите лидери во Европската Унија, е доказ за упорноста договорот да успее. Ова може да се заклучи од изјавата на портпаролот на германската влада Стефан Зајберт, кој денеска му ја честиташе победата на Мицотакис, изрази надеж за негова соработка во однос на решението на името. Честитка за Мицотакис упати и председателот на владата на Северна Македонија, Зоран Заев, кој преку Фејсбук објави дека во телефонски разговор двајцата премиери изразиле надеж за продолжување на добрососедската соработка. Киријакос Мицотакис денеска и официјално го испрати Ципрас пред влезот од палатата Максимос и го врати своето презиме во политичката историја. Неговиот татко Константинос Мицотакис беше премиер на Грција од 1990 до 1993 година.